Не за по телефон да се видиме на кафе и да поразговараме малку. Оваа реченица како се почесто да се одомакини да стана секојдневие на се повеќе граѓани во Македонија. Токму тоа ќе биде и фокусот на денешното интервју, на денешната тема. Говориме за незаконското следење и тајното прислушкување токму на се повеќе граѓани во Македонија кои најведом се исплашени од истото. Мојот вечерашен гостин е универзитетскиот професор по меѓународно јавно право, политичар и председател на партијата Единствена Македонија, господинот Јанко Бачев. Господине Бачев, најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од мој став на М телевизија, токму во фокусот на оваа тема, тајното прислушување, незаконското прислушување на се повеќе граѓани и функционери во Македонија. Добро вечер за гледачите на М телевизија и се надевам дека во минутите што следат ќе го задржиме вниманието на интересна тема. Токму така, зашто токму вие, затоа што ја победивте, така да кажеме, тајната полиција која што ве следи и прислушкува уште од 2018 година, како што велите вие. Зошто токму од 2018 година ја земате како почетна година кога започнуваат да ве прислушкуваат и да ве следат? 2018 година е многу интересна година за како од аспект на партијата Единствена Македонија, така и од аспект на државата. Од аспект на партијата ние во јануари 2018 година се ребрендиравме од тогашно Народно движење за Македонија во Единствена Македонија и тогаш ние на македонската политичка сцена така бевме едно изненадување, понудивме и промовиравме една нова политичка доктрина според која светот не завршува до Брисел и тогаш понудивме еден нов концепт дека треба да соработуваме и со земји надвор од Европската унија, како што се Русија, Кина. Така што, тоа беше една новина. До тогаш, бидејќи сите наши политичари од 90-та година за нив светот завршува до Брисел. Втората работа беше што истата таа година, на 17 јуни 2018 година, се донесе преспански, така наречениот преспански договор, со кој се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Во тој контекст, беше закажен референдум на 30 септември 2018 година и ние тогаш како Единствена Македонија го оформивме националниот блок насловен како Македонија бойкотира, во кој се здружија 84 организации, или поточно партијата Единствена Македонија и 83 македонски здруженија од земјата и од странство. И ја водевме кампањата за Македонија бойкотира, со која што го повикавме народот во битката за референдумот да не излегува, наспроти кампањата на марионетската власт на Зоран Заев, која што пак водеше кампања насловена како Излези за Европска Македонија. И познато е тогаш, ние ја победивме таа владина кампања, иако беше поддржана од моќни структури. Само да потсетам, тогаш во Скопје дојдоа германската тогашна канцеларка Ангела Меркел, генералниот секретар на НАТО Столтенберг, тогашната таа еврокомесарка за безбедносна политика Могерини, Јоханес Кан и повеќе министри за внатрешни работи на земји членки на Европската унија, но меѓутоа ние, како што кажав, референдумот беше неуспешен, народот ја прифати нашата кампања, меѓутоа тоа па нас сега било повод, службите во Република Македонија да преземат едни мерки за наше следење и прислушкување во националниот блок, што бевме ние ангажирани тие субјекти. И бидејќи во немоќ да се спротивстават на нашите аргументи, тогаш се сеќавате власта измисли водеше една валкана кампања дека сме проруски инсталации, дека сме под руско влијание, дека руски пари има. Меѓутоа од сето тоа на крајот излезе едно големо ништо. Тие две причини беа основата поради која што тогашната актуелна власт ги актуализира тајните служби во Македонија да преземат мерки за наше тајно следење и прислушкување. Ние практично сме биле на удар на службите во целиот период додека ја водевме кампањата Македонија бойкотира, а тоа не беше тогаш, само да потсетам, таа кампања се водеше од јуни месец 2018, но некаде јануари месец 2019, тоа се 7 месеци кога улиците беа нашиот дом и буливарите низ Македонија, правевме секојдневни протести, блокади низ Скопје, низ внатрешноста, протести низ домовите на 8-те тогаш одметнати и уценети пратеници, блокада на гранични премени. Така што, во тој момент, бидејќи власта, за жал, ги злоупотреби тајните служби во државата и
презеле мерки за наше тајно следење и прислушување. Така, од 2018-та па се до ден денес велите дека постојано сте на мета на тајно следење и прислушкување. Пред година и пол чинам дека поведовте спор против Агенцијата за национална безбедност и незаконско прислушкување. Како се одвива работите со агенцијата, со АНБ? Значи, ова сега што пред малку го кажав, тогаш немав, да кажеме, цврсти докази. Меѓутоа, имавме индиции дека сето тоа од страна на службите се преземаат тие незаконски мерки. Меѓутоа, како што и се вие спомнавте некаде пред тамо некаде година и пол, од едни патриоти вработени во службата за државна безбедност или сега поново се вика Агенција за национална безбедност, значи добивме и лично јас видов конкретни документи, информации со кои што веќе неспорно се уверив дека ние сме биле предмет на следење и прислушкување. Еве конкретно према мене, значи, кога ги видов документите, према мене биле преземени 3 оперативно-технички мерки, тоа тајна контрола на телефон, тајно аудио и визуелно снимање и тајно следење и наблюдување. И во тој момент кога ги добив јас тие, кога ги видов поточно тие документи од тие патриоти кои што се одважија вработени во службата и не ги покажаа тие работи, тогаш јас, како што вие спомнавте, ја почнав институционалната битка да го докажам незаконското прислушување и со цел да се побара одговорност. И за таа цел, значи, поточно на 3.6.2002 година, откако ги видов јас тие документи од службата за државна безбедност, се обратив до Агенцијата за национална безбедност да ми даде известување за тајните податоци кои се собираат против мене, бидејќи според Законот за Агенција за национална безбедност, поточно членот 51 став 1, секое лице кој што е предмет на работа на службите може да се обрати до Агенцијата за национална безбедност и да побара известување за негово следење и да му се дадат собраните податоци. Како реагираше агенцијата на вашето барање? Сега агенцијата одбра да молчи. Иако има рок од 30 дена според законот да одговори на моето барање и они не одговори на тоа барање и јас бидејќи поминаа 30 дена, а законот дава можност, има еден институт молчење на администрација и јас на 22.9.2022 година поднесов жалба до второстепениот управен орган за молчење на администрацијата и согласно, значи, законските прописи, второстепениот орган е должен да му наложи на првостепениот орган, тоа е поточно Агенцијата за национална безбедност, да донесе известување за мене кој ќе ми го достави за собраните тајни податоци за да можам јас да имам во нив увид. Меѓутоа, за жал и второстепениот управен орган, значи, одбра да молчи до ден денес и не донесе никаква одлука по однос на моето барање. Значи, во таа постапка за институционално докажување дека против мене било преземени тие мерки за тајно следење и тука само да спомнам дека не само против мене, него сите тие претседатели што беа на субјекти во Националниот блок Македонија бойкотира, значи сите биле предмет на обработка на тајните служби со презимање на тие мерки на тајно следење. Така. Овде доаѓаме до еден многу важен момент, откако Агенцијата за национална безбедност не го испочитува законот по однос на вашето барање. Започнувате судска постапка, која што е ексклузивно овде во ова интервју ќе објавиме дека ја добивате пред судот, со што е потврдено вашето прислушување. Навистина е потврдено? Така, значи сега доаѓаме до главниот момент, значи вие како што спомнавте, бидејќи првостепениот и второстепениот управен орган не одговорија на моите барања, јас на 16.11. значи 2022 година поднесов тужба до Управниот суд на Република Македонија поради непостапување нови органи и како што кажавте, еве во месец декември, значи сега минатата година, значи тоа некаде пред околу 2 месеци ја добив пресудата од Управниот суд со која што се докажува, како што вие кажавте, нелегалното прислушкување и следење и тука во пресудата на Управниот суд јасно е кажано дека се задолжува Агенцијата за национална безбедност веднаш по приемот на оваа пресуда да донесе барање, известување за преземените мерки на тајно собирање на податоци спрема Јанко Бачев. Значи они сега се должни да постапат по ова мое барање што го покажав на почетокот, кога се обратив до Агенцијата за национална безбедност и должни се сега, значи, да постапат и да ме известат за тајните податоци кои се собирани против мене во целата таа работа од 2018 година до
практично до денешен ден. И кој е следниот чекор во таквата постапка? Сега они се задолжени, меѓутоа ве поминаа 2 месеци од донесувањето на пресудата, сега се уште во Агенцијата за национална безбедност молчат и сега ако судската пресуда по закон мора да се изврши. Значи судската пресудена работа, значи е во ранг на закон за Агенцијата за национална безбедност, меѓутоа таму се уште значи одолговлекуваат, бидејќи тоа со давањето на тоа известување веќе значи фактички со оваа пресуда се потврдува тоа нелегално и незаконско прислушкување и тоа ќе следи во понатамошниот тек на постапките голема одговорност и сега доколку јас сега денови веќе им упатам едно предупредување, опомена дека мора да постапат по оваа пресуда, а ако не тогаш значи ќе се оди веќе според закон за извршување, присилно да се изврши како непарично побарување се води ова, бидејќи ова е обврска да ми се даде известување со собраните тајни податоци против мене што се водиле, тогаш значи ќе стапи на сцена извршителот за да се изврши оваа пресуда со која што пред значи македонската јавност се кажува дека Агенцијата за национална безбедност незаконски презела мерки на наше тајно следење и прислушкување. И сега што е поинтересно тука само за гледачи, уште ова да го објаснам. Значи според правилата на работа на тајната полиција или Агенцијата за национална безбедност, они имаат рокови во кои што можат одредено лице да го водат како безбедносно интересно и да преземаат према него одредени оперативни мерки, дали прислушкување, дали следење. Меѓутоа тие рокови се од 6 до 12 месеци. Ако не им се потврдат сознанијата, они се должни тоа лице да го дерегистрираат и повеќе да не водат према него, да не преземат такви мерки. Бидејќи тој рок е даден, они мора да го следат и прислушкуваат некој, мора тоа да го потврдат и ако се потврди дека одредено лице презема активности против државата, должни се оперативната постапка да ја трансформира во судска и да се обрата до судот тоа лице да биде гонето, дали за шпионажа, дали за тероризам и било некои други кривични дела. Меѓутоа, како што и вие спомнавте, од 2018 до сега сме 2024 поминаа се 6 години. 6 години и уште се на сила тие мерки за тајно следење и прислушкување, значи заклучокот се наметна сам по себе, тоа се прави од политички причини. Поред нашите политички залагања, поради политички и идеолошки причини и за жал службата се уште не враќа на некои темни времиња кога се гонеа политичките противници заради своји политички уверувања и на дело е сега исто така, значи оваа Колку ваквата пресуда е ваша лична сатисфакција и мотивација за сите оние граѓани да си го побараат своето право доколку сметаат дека се незаконски следени и прислушувани? Па јас во моите повеќе настапи во овие веќе 2 години кога ја водам оваа институционална битка со Агенцијата за национална безбедност, постојано тоа го повторувам во моите изјави дека ова јас не го правам лично за мене, него многу повеќе генерално го правам за сите граѓани во државата, бидејќи не може службата за државна безбедност да ги следи и прислушкува сопствените граѓани само заради тоа што имаат различни политички уверувања. Не може поради идеолошки и политички сваќања да се следат граѓаните. Меѓутоа, за жал, оваа служба и понатаму останува нереформирана, служи за политички манипулации и за следење и за прислушкување на граѓаните и затоа јас уште кога тргнав во оваа битка, кога ги добив првично сите тие информации и документи, значи тогаш кажав дека сум решен до крај да ја истерам ова работа, бидејќи незамисливо е за една демократска држава, како што нели во Македонија се прикажува, граѓаните да се прислушкуваат само заради своите различни политички уверувања. Пред да ги слушнеме вашите видувања за безбедносните служби во државата, јас овде ќе предложам да видиме краток извадок од вашата изјава токму пред судот за оваа пресуда. Како и да е, очекувам сега од управниот суд да ја расчисти оваа злоупотреба на тајната полиција. Јас само можам да ветам дека ова ќе го истерам до крај и тоа не заради мене, туку за сите граѓани во Република Македонија, бидејќи недозволиво е тајната полиција да врши следење и прислушување на политичките неистомисленици на власта. Токму со оваа пресуда и со разоткривањето на незаконското следење и прислушување, вие всушност преку вашата комуникација со францускиот претседател, овде ќе го споменеме, Емануел Макрон, спречивте поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност, кога агенцијата го назначува за уште пред 2 години го номинира за македонски амбасадор, спречувате да добие согласност од Париз. Како го коментирате ова? Точно така, значи паралелно со сите овие активности што досега ќе ги коментираме, така се погодија работите македонската влада некаде пред 2,5 години за македонски амбасадор. Во Париз го номинираше токму директор на Агенцијата за национална безбедност. Истиот тој директор кој што не сакаше да одговори по моите барања
што претходно нели ги покажав пред јавноста, и кој што не сакаше да го испочитува законот за Агенција за национална безбедност и да ми го даде тоа известување за собирањето на тајните податоци. Од тие причини, значи, за нас беше несватливо, непоимливо еден човек кој што раководи со служба, кој што ги следи и прислушкува сопствените граѓани да биде номиниран за амбасадор во Франција. Од тие причини јас лично се обратив до францускиот председател Емануел Макрон, значи ова е македонската верзија, ова е француската верзија, значи лично до францускиот председател, со кој што во барањето директно му ги образложив причините зошто директорот на Македонската агенција за национална безбедност не може да биде амбасадор во Париз. Тоа ќе биде еден голем удар и за земјите членки на Европската унија, каде што членка е Франција, бидејќи нели сите тие таму земји членки во еден глас зборуваат дека таа Европска унија се заснова на владење на правото, на демократијата, на почитување на човековите права, а токму македонската тајна полиција силно ги крши човековите права со незаконските преслушувања и следење. Како резултат на оваа комуникација, значи јас добив 3 пораки од кабинетот на Макрон во тоа време, и во тие 3 пораки, значи јасно се кажа дека моето писмо е примено во кабинетот, од страна на Макрон е задолжен лично државен советник во неговиот кабинет да ги испита сите овие наводи што јас ги наведувам во барањето, со цел да му даде мислење и предлог дали ова лице од Македонија треба да добие агреман за да биде амбасадор во Париз. И тука сега ова писмо е многу интересно, што ги покажав повратно од Макрон. Е интересно што францускиот председател во комуникацијата со мене доле го употребува зборот Македонија. Значи никаде нема зборот Македонија. Еве е доставено, значи, до единствена Македонија, Јан Кобачев, улица Даме Груеве, Скопје, Македонија. Значи никаде нема северна или додавка или придодавка, тоа е така една интересна работа. Мислам, правам мала дигресија во контекст на ова што го правиме. И ова е, значи, преписка од пред некаде 2,5 години, и до ден денеска ова лице процедурата е закочена и не доби дозвола да замене за македонски амбасадор во Париз, и од тие причини сметам дека, значи, оваа наша активност роди со плод, и сега тоа да не се свати дека ние имаме лично нешто против овој директор на Агенцијата за национална безбедност, него тоа сакам да го сватам како принцип генерално, значи ние мора да расчистиме со сите тие злоупотреби на македонските тајни служби да престанат со злоупотреба и со следење на сопствените граѓани и заради политички цели. А каква е денешната состојба со безбедносните служби во државата? Кои се вашите видувања за она денес што се случува? Па видите се, оваа служба за жал 30 години од осамостоувањето на Македонија се останала нереформирана. Таа, значи, за жал не ја врши својата основна задача. А основна задача на таа служба е да презема разузнавачки и контраразузнавачки активности со цел заштита на народот и на државата преку, значи, разоткривање на действување на странски шпионски агенции во Македонија. За жал, наместо да го прави тоа, она ги обсервира сопствените граѓани кои размислуваат поинаку од власта. Сега ние како единствена Македонија, значи, имаме готов концепт како да се реформира оваа служба, и ние така нашата варијанта е малку порадикална. Значи јас се залагам таа служба комплетно да се распушти, бидејќи таа е структурирана така што е анахроно организирана, така е структурирана што е високо партизирана. И ние предлагаме, значи, таа служба да се распушти тие стари структури и во еден така рок, некаде околу 6 месеци, да се формира една мала, ефикасна, високо оперативна служба. Значи со професионалци кои што ќе ги поминат сите тие филтри, професионални кадри по претходно утврдени јасни критериуми, да се екипира таа служба, да биде мала, ефикасна и високо оперативна, и која што ќе врши својата основна работа на разузнавачка и контраразузнавачка заштита на народот и државата, бидејќи вака како што е поставена оваа служба 30 години, значи служи само за следење на своите политички противници. И сега што е најтрагично, видите, ние во моментот двете клучни служби, Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, директори се не македонци. Околу нив што се тие таму помошници и директори, сите се кој влав, кој албанец, кој турчин. Значи во оваа држава, јас сега бидам сватен погрешно, немам ништо против, да кажеме, припадници на другите малцинства, меѓутоа овие служби мора да ги раководат македонци. Колку и другите националности да бидат загрижени за државата, не можат повеќе да бидат од нас македонците, бидејќи ова е наша македонска држава, ние сме загрижени оваа држава да опстои, бидејќи сите овие малцинства се постојувуваат со сопствените држави во соседството. Турците со Турција, србите со Србија, албанците со
со Албанија, значи додека ние македонците, ова е наша единствена држава и овие клучни, значи безбедносни служби мора да бидат раководени од македонци. И јас како што кажам, значи ние како единствена Македонија имаме готов концепт како да се екипира оваа служба, значи да биде една мала, ефикасна и високо оперативна но за да се направи тоа, значи треба да дојде една власт со национална и патриотска опредделба. Меѓутоа, ние, значи, доколку народот еве сега Македонија е пред избори, доколку ни даде доверба, јас само можам да ветам дека тој наш концепт ќе го спроведеме и на дело и овие работи сега што се случуваат со оваа служба да станат минато. Сметате ли дека и денес сте незаконски преслушувани и следат? Па видете сега, според однесувањето сега после пресудата од пред 2 месеци, Агенцијата за национална безбедност уште молчи. Значи не постапува по пресудата, сега се во едно небрано, така како да кажам, значи знаат дека тоа известување мора да го дадат, а во тоа известување значи стои дека преземале мерки за тајни податоци и за тајно следење. И сега откако тоа ќе го завршиме, после ќе следи друга постапка, значи они мора тоа да го докажат. Не може ако преземале тајни податоци 6 години не може да ги преземаат, бидејќи ако има некои податоци, ја требало да бидам уопсен. Бидејќи тие се служби кои што Но се чувствувате ли денес загрозен? Тоа ми е прашањето. Па сега јас и во моите до сегашни начин настапи кажав дека јас сум решен до крај да ја истерам оваа работа не лично заради мене, туку повеќе генерално за сите граѓани, бидејќи таквото однесување на таа служба не враќа во темното минато, кога луѓето се следеле поради различни политички уверувања и затоа сега како што кажав, значи јас ова сакам да го истерам до крај со целата оваа институционална битка што ја водам и да престанат сите тие, да кажеме, злоупотреби што се водат према луѓето во оваа држава, бидејќи ќе излезе на крај дека ние наивно сме верувале дека сме ја плаќале оваа служба, бидејќи тоа е државна служба, се плаќа од буџетот. Наивно сме верувале дека службата си ја врши работата во интерес на народот и државата, а во суштина значи ги следела своите политички противници. Господине Бачев, која ќе биде пораката до обичниот граѓанин, оној кој се плаши дека денес се преслушуван? Па вака сега, луѓето нема што да се плашат ако немат, да кажеме, противуставна некоја дејност, да кажеме, кој што примарен интерес на службите, може слободно да се зборуваат по телефон, малку непријатно е тоа чувство, бидејќи сега тука се налегува во приватноста. Меѓутоа, генерално луѓето нема што да се плашат, нека си слушаат, ако се чисти пред себе луѓето, ако немаат криминални активности, ако немаат противуставни активности, нека си слушаат, бидејќи тоа преслушкување се злоупотребува, меѓутоа јас само можам да ветам дека за тоа одговорност ќе има. Првиот чекор е овој, пресудата е добиена и јас ветувам дека ќе има одговорност за сите овие работи, бидејќи ова преслушкување мора да престане. И што се однесува лично за мене веќе, јас како да кажам сум навикнат на тие работи веќе можеби 6-та година, дури со мој сопартици, така кога дискутираме може малку повеќе на шала, кажувам нека слушаат, па некои можеби ќе ги слушаат нашите предолби, па ќе дојдат нас во партијата, ќе ни се приклучат кога ги слушаат сите тие работи. Меѓутоа, како што кажам, значи јас сум цврсто решен да истераме оваа битка до крај, а одговорност ветувам дека ќе има и мора да има. Ви благодарам за времето и за разговорот. Благодарам за поканата. Мој став со универзитетскиот професор по меѓународно јавно право, политичар и председател на партијата Единствена Македонија, господинот Јанко Бачев. Говориме за незаконското прислушување, за тајното следење во Македонија, за добиената судска пресуда токму против Агенцијата за национална безбедност. Во фокусот ни беше оваа тема. Почитувани гледачи, се надевам дека во овие 20 на 30 минути бевме интересни и за вас и го проследивте со внимание и ова издание од Мој став. Овде ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега.